Сакам да ве прашам за постапката за изборот на Јован Илиевски, поранешниот шеф на јавното обвинителство за борба против организиран криминал и корупција, во јавноста познат како баџанакот на Сашо Мијалков, кој што беше избран за судија од Македонија во Европскиот суд за човекови права. Многу контроверзи предизвика неговиот избор, најмногу поради моралните дилеми, дали еден човек кој што ги премолча практично, ништо не направи околу прислушуваните разговори, индициите кои што произлегоа од нив, сега може да седи во Страсбур и да дели правда и да ги штити човековите права, но имаше и многу се чини процедурални тука прекршувања и во процедурата дома, и потоа во парламентарното собрание на Советот на Европа. Вие бевте кандидат во последната листа, практично и бевте препорачена од комисијата во рамките на парламентарното собрание, но на крајот во пленумот најмногу гласови доби Илиевски. Јас не можам тоа да го објаснам, заради тоа што е навистина реткост комисијата да предложи, која што ги прави интервјуата, да предложи едно име, а некој друго име да биде изгласано од страна на парламентарното собрание. Нашиот случај на Република Македонија испадна дека е еден од тие исклучоци. Други примери кои што можам да се сетам беа примерите со Словенија. Судиката која што беше тогаш предложена беше цел од страна на комисијата да биде гласана од парламентарното собрание на Советот на Европа, беше цел на една организирана кампања во која се образложуваше зошто таа не би требала да го завземе тоа место. Без да навлегувам дали тој што правил кампањата за конкретната судика бил во право или не, мислам дека ако се направи паралела со овој наш случај, јас немам објаснување конкретно зошто се случи тоа така. Добро, се зборуваше дека парламентарното собрание. Имало ситуација на непримерно лобирање во рамките на парламентарното собрание, дури и ние истражувавме малку, се појавуваат едни исти лица кои што се појавуваа во истражувачки текстови на Европската иницијатива за стабилност, кои што се осомничени за корупција од одредени земји членки. Така, господинот Роберт Валтер, ако се сеќавам на вашиот прилог. Видете, и тоа не само лобисти од странство, туку имаше и лица кои што беа активни од нашата држава. Не би сакала да именувам, висок функционер од Министерството за правда, јавно се фалил на кого све се јавувал и лобирал. Не сум наивна, јасно ми е дека политичко било лобирањето, но мислам дека беше крајно непримерно за лице кое што вашата држава лицемерно вели дека ги имате квалитетите и треба да бидете во таа тројка која што има шанси да представува Македонија во тоа високо судско тело и така натаму, потоа активно да работи против вас. Мислам дека е тоа навистина непримерно. Интересно е дека во меѓувреме се формираше едно истражно тело кое што работи веќе на утврдување на евентуална корупција во рамките на парламентарното собрание на Советот на Европа, па ќе биде интересно да видиме дали овој наш, условно кажано, случај ќе се најде на дневниот ред на ова тело. Па со нетрпение очекувам, тоа е единствено што можам да кажам. Вистината мора да излезе.